Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Денеска сме петок, 13. мај 2022 година. Би сакал и оваа утринска емисија да ја започнеме со неколку убави мисли. Сите ние бараме и гледаме некои магични и розови погледи. Таму над хоризонтот тие погледи ги гледаме, наместо да уживаме во ружите кои цутаат секој ден под нашите прозори. Нека биде ова мисла која ќе не води денеска, да бидеме задоволни со нашите ружја кои се околу нас. Да не лутаме со мислите таму некаде на хоризонтот, мислејќи дека таму е убавината, дека таму е радоста и среќата. Денеска е убав ден, сончев ден што Господ ни го подарува, во Кавадарци 8 на топол ден плюс 10 степени, пазарен ден, има многу раздвиженост во градот, а верам дека така е и во вашите места каде што живеете или каде што се наоѓате моментално. Еве, ја започнуваме ова наша утринска програма со една убава христијанска песна. Водеме пред тебе, водеме да ме осуда, да те осуда. Ухватили ме, закон каже живет не може, а ти, што ти кажеш, Исусе? Тужеме, теби, тужеме, да ме униште, да те униште. Лихуј, закон каже каменуј, а ти, што ти кажеш, Исусе? Чудиш, ој навалю, и Бога не звелича, Исусе. И страх, Исусе, Исусе. Не судите, jedan drugo ne судите, jer nekako vidiš, neće ti se. Ko je vas bez grijeha, neka baci kamen. Ko je vas bez grijeha,
od srca, bratu, praštaj te. Kako praštaš, bratu, tebi prašta se. Bez grijeha, neka prvi baci kamen. Ko je vas bez grijeha? Ko je vas bez grijeha? Еве повторно се враќаме во нашето студио и продолжуваме нашата денешна утринска програма. Пред да поминеме на денешните сервисни информации, една кратка приказна за нашите деца. Никој човек не е совршен. Кај секој има добри и лоши особини. Кај некој победуваат добрите, а кај некој, на жалост, лошите особини. Зошто може би се прашуваме? Еден дедо на својот внук му раскажал една кратка животна приказна. И тој го рекол следново. Во душата на секој човек се води битка. Како битка помеѓу два волка. Во душата на секој од нас се води таа непрекината битка. Едниот волк го представува злото, бесот, зависта, љубомората, лакомоста, дрскоста, самосожалувањето, гревот, лагата, лажната гордост, егоизмот и така натаму. А другиот волк го представува доброто, она што го задоволува човекот, му дава задоволство, мир, љубов, надеж, ведрина, смиреност, љубезност, добрина, срдечност, дарежливост, вистина, милост, вера. Внукот, кој ги слушнал овие зборови од својот дедо, се замислил и рекол, односно прашал: Дедо, кој волк на крајот победува? Дедото се насмевнал и одговорил: секогаш победува оној волк кој го храниш. Навистина, силна поука се наоѓа во овој пример. Се зависи кои работи ги храниме ние, дали негативните или позитивните, со кои работи се храниме, почитувани. И затоа да внимаваме денеска да се храниме само со позитивни мисли, со добри работи. И тогаш ќе победи доброто. Ќе победи смиреноста, мирот, задоволството, љубезноста, добрината, срдечноста, дарежливоста, вистината, милоста, љубовта, верата. Сето тоа ќе победува постојано секојдневно во нашиот живот, ако со такви мисли се храниме. Еве тоа беше кратката утринска приказна на почетокот од оваа емисија за нашите деца. Одиме сега со нашите секојдневни утрински работи, што ги кажувам, односно информации, сервис информации, еве на почетокот за времето. Спомна веќе дека Калкавадарци денеска 8 на топол ден, еве сега е скоро плюс 11, сончево е, значи ќе немаме ниту малку облаци, барем во Теквишијата и во Гевгелискиот регион, додека во останатите делови на нашата земја, можеби во текот на денот ќе се појават и некои облаци. Еве како гласи денешната температура, односно временска прогноза, потоа ќе ги кажем и температурите. Сончево и малку потопло со мала до умерена облачност. Кон крајот на денот ќе има појава на краткотрајна нестабилност со појава на пороен дожд и ретки грмежи, претежно во југозападните делови на нашата земја. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Во Кавадарци ќе биде многу топло, плюс 11 до 31 степен. Слично ќе биде и во Гевгелија, плюс 12 до 31, во Беровскиот регион малку посвеже од 6 до 24, слично ќе биде и во Комановскиот регион, во Скопје исто така топло и скоро жешко од 10 до 30 степени, посвежо ќе биде во западните делови на нашата земја, во Полошкиот регион, Тетово, Гостивар, Маврово од 7 до 21 и во Охридскиот ќе има грмежи, таму може да има изолирани дождови и невреме од 10 до 24, исто така ќе биде слично времето и во Пелагонија од 9 до 27, можно е краткотрајни дождови, значи краткотрајни дожд, грмотевици,
така да вие внимавајте кои сте во тој регион, не се изложувајте на отворено кога ќе има грмежи или кога ќе врне. Што се однесува до утрешната температура, ќе биде слична како денешната, инако да кажем дека УВ зрачението е 7. Денеска ќе биде така и утре, за утре како гласи прогнозата, предпладне сончево и топло, попладне променливо облачно и нестабилно, на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Значи денеска ќе биде грмежи и засилен ветер во западните делови, но утре ќе се прошири и на целата територија на Македонија. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме и интензивен пороен дожд, грмежи, засилен ветер и појава на град. Значи, можно е да има изолиран град во некои делови на нашата земја, претежно во Кумановскиот регион, Беровскиот, Гевгелискиот и Охридскиот регион, па и Прилепскиот можно е да има грмежи и појава на изолиран град. Така ќе биде во следните за време на викендот, значи денови, температурата ќе биде доста висока, до 30 степени и УВ зрачението ќе биде од 7 до 8, така да внимавајте кога ќе бидете изложени на сонце. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, информациите се редовни, сообраќајот се одвива значи по суви коловози, нема голем интензитет на сообраќај и непречено се одвива. Интензитетот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини нема подолги задржување од македонска страна за влез и за излез. Внимавајте на поставената сигнализација, значи на патиштата каде што се изведуваат градежни активности. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со моторните возила, посебно таму кај што има одрони, низ клисурите и долините, како што се Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово, Кочани и така натамо. Што се однесува до настаните кои се одиграле во минатото на денешен ден, еве што се случило во минатото, а историјата го забележала на денешен ден. 1607 година капетан Џон Смит со група војници пристигнал во Вирџинија и тоа место го нарекол Џејмстаун, каде што е основана првата постојна британска населба во новиот свет. Значи тоа се случило на денешен ден 1607 година. На денешен ден, 1809 година, трупите на францускиот цар Наполеон први влегле во Виена. Ете, тоа се случило 1809 година. 1840 година во Ним е роден Алфонс Доде, француски писател. Неговата трилогија Тартарен, Тарасконец и некои други дела кои ги напишал представуваат ремек дело на француската хумористична проза. На денешен ден, 1846 година, Соединетите Американски држави му објавиле војна на Мексико, која траела 2 години, откако го поделиле Мексико. Америка, односно САД, ги присвоила Калифорнија и Ново Мексико, Тексас, Аризона и ги присоединиле кон својата конфедерација. Гледате, од секогаш се водело војни, присвојувале територии, тоа се случува и денеска на тло на Европа, кога друга држава напаѓа друга држава и освојува територии. Тоа ништо не е ново. Еве, тоа се случувало и во 1846 година, кога Соединетите Американски држави и објавиле војна на Мексико и ги отцепиле тие убави подречја како што се Калифорнија, Ново Мексико, Тексас, Аризона и до ден денес тие припаѓаат во Америка. 1871 година на денешен ден во Италија бил донесен закон со кој на светската столица и се дозволува да име седиште во Ватикан. Значи, тоа се случило во 1871 година, каде што Италија дозволува на тоа мало парче земја што се вели Ватикан да биде држава во држава. И тамо е седиштето на папата, односно на католичката црква. Тоа се случило во 1871 година.
1888 година во Бразил било укинато робството. Навистина, робувале луѓе на богатите во минатото, но ете Бразил тоа го укинал во 1888 година на денешен ден. На денешен ден, 1949 година, во борба против грчката владина војска загина Тина Андреева, Цвета, македонска хероина на Вичо и Грамос. Таа е меѓу најистакнатите македонски жени борци на ДАК. Значи, тоа е тоа движење во Грција, кои храбро се бореле за слобода на македонскиот народ и така натамо. Позната е под псевдонимот Цвета. 1961 година, на денешен ден, преку телевизија Белград била имитувана првата емисија на телевизиското студио Скопје, наречена Балкански концерт, која извеле првенците на балетот при Македонскиот народен театар Елпида Паковска и Јован Пашти. Ете, за прв пат телевизија Скопје имитувала своја програма преку телевизија Белград. Добро, еве уште неколку информации. 1965 година Израел и Западна Германија одлучија да воспостават дипломатски односи. По одлуката повеќе арапски држави ги прекина односите со Бон. Знаеме дека палестинската држава и евреите до ден денес не се служуваат и меѓу себе водат војна. 2004 година во Индија завршиле маратонските парламентарни избори кои траеле повеќе од еден месец, на кои по 8 години во опозиција победила Конгресната партија на Сонја Ганди. Знаеме дека беше потоа и убиена ова госпоѓа. И 2013 година по долго и тешко боледување починал Иво Лауренчич, легенда на македонскиот и на регионалниот маркетинг, председател и креативен директор на рекламната агенција Идеја Плюс. Добро, еве уште една информација. На денешен ден, 2016 година, во 88 година од животот почина истакнатиот обштественик и раководител на повеќе високи државни институции Драголюб Николовски Ганди. Бил дипломиран историчар на Филозофскиот факултет во Скопје. Ете, тоа беа тие почетни сервис информации. Само да кажеме дека денеска сонцето во Кавадар се изгреа во 5 часот и 16 минути, а ќе зајде во 19 часот и 42 минути. Денеска е 133 ден во годината или уште 232 дена до крајот на ова календарска година. Според мерната станица, Кавадарица денеска има делумно загаден воздух. Иако е сончево, но сепак мерните станици тоа прецизно го регистрира, така да го имаме тоа на ум, дека воздухот во Кавадарица денеска е загаден, иако е сончево. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервис информации. Одиме сега повторно со песна. Se da netko uvijek ljubi me, on je dao što se moglo dati najviše, zato želim biti zauvijek sa njim. Božja ljubav beskrajna, budi mi sjećanja sva, na one dane kad je dao život pravi nam.
Evo nepovtornovo emisija, почтувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша програма. Може да ја препорачате ова емисија и на вашите пријатели, пратете им го линкот или пак влезете во на нашата YouTube страница, каде што емисиите се снимат, односно се поставува така да може да ги гледате овие емисии и во другите делови од денот. Како е да е, поздрав до сите гледачи во Македонија, а и оние кои се во странство, во Европа, во Австралија, во Америка, па и во други места во светот, каде што еве ова емисија допира, односно нашиот сигнал преку ова Facebook страна. Следуваат капки на мудрост, еве неколку капки што сакам да ги споделам со вас. Ако ги решите сите проблеми на вашите деца, тие нема да имаат други проблеми освен вас. Солзите се како бура, по нив човекот секогаш е посмирен. После бурата секако доаѓа сонце. Повреди ме со вистината, ама никогаш не ме теши со лагата. Училиштето на искуството е најдобро училиште, но додека го завршиш, веќе си престар за да го употребуваш. Да, животот е една школа, додека сме живи и млади или стари се учиме во животот. Никој не е толку богат и славен да може да се откаже од една насмевка, нито толку сиромашен, за да не може да ја подари. Еве уште една малце подолга капка на мудроста. Зошто ги затвараме очите кога се молиме? Кога плачеме? Кога сонуваме? Кога се бакнуваме? Затоа што знаеме дека неубавите работи во животот не се гледаат со очите, туку се чувствуваат со срцето. Еве некој тоа го запишал како мудра мисла и еве јас денеска ја споделив со вас. Одиме сега со кратка утринска порака за нас повозрастните. Кој е кој? Го читаме текстот во Матеј, 25 глава, 40 стих. Доколку сте го направиле тоа на еден од моите најмали браќа, мене сте ми го направиле, рекол Исус. Овој текст ни сугерира една голема вистина, дека ако немаме место во нашите срца за едно обично Божјо дете, тогаш немаме ни за самиот Господ. Еден случај во животот на пронешниот председател на Соединетите Американски држави, Томас Џеферсон, ја потврдува оваа вистина. При крајот на 18-тиот век, собственикот на најголемиот хотел во еден град одбил да прими на ноќевање еден фармер, бидејќи бил непрописно облечен. Фармерот не видел, си заминал. Досна вечерта хотелиерот дознал дека фармерот не бил никој друг, туку лично председателот на Америка. Ама бил облечен како фармер, како земјоделец. Веднаш пратил порака со извинување, молејќи го да дојде да биде неков гостин. Џеферсон преку својот гласник одговорил: Кажи му дека веќе најдов соба и дека ги ценам неговите добри намери, но ако нема место за еден валкан селанец, тогаш нема ни за председателот на Америка. Слично на ова, и ние честопати го ставаме Господа Исуса Христа на страна со тоа што не ги цениме потребите на искрените христијани. Забораваме дека Исус може да биде во некој дете на кој му е потребно внимание или во некој обичен работник на кој му треба признание. Може да биде и во некоја осамена бабичка, затворена во дом за стари, а може да и на твојот сосед кој чека да му пристапиш и да му помогнеш. Ако подариме љубов и внимание на оние најмалите, исто е како тоа да сме го направиле на нашиот Господ Исус Христос. Додека Исус бил на оваа земја, тој на дело го покажал тоа. Тој не правил разлика помеѓу богатите и сиромасите. Тој во секое човечко суштество гледал Божје дете. И затоа кратка порака од овој пример, почитувани гледачи, живеј за твојот сосед, ако сакаш да живееш за Бога. Колку стои до нас да им помогнеме на оние кои се околу нас. Има и посиромашни, има и загрижени луѓе можеби од нас. Еве ние, ако имаме прилика, колку стои до нас да можеме да им помогнеме. Гледате овој
Predsjedatelj se preoblekol vo farmer, otišel vo hotel, no za nego nema soba. Iako, može bi imalo, no, ko go vidjeli, ovaj čovjek deka izvolkan, kako selanec, vo takvi ališta je reklo, ne, za tebe nema mesta. Međutim, ko ga doznal deka toj farmer je v sušnost preoblečen predsjedatelj od Amerika Jefferson Thomas, togaš gazdata na toj hotel se voznemiril, ispratil poraka, neka dojde vedneš ki ima soba za njego. Nekaj i v našte srca danes, ki ima mesto i za Gospod Isusa Hrista, koja ki ima mesto, Gospod vo nas, togaš i nije ki može da pravime dela dobri i pozitivni. Odime povtorno so pesna, počtovni gledače, pa to ki se vratime da je продолжиме našата programa. Poštovani gledači, vi sledite utrinskата programa na radio Glasna Nadešta, emisija koja se emitova sveko jutro od ponedeljnik do petok v 8 časot i 30 minuti. Pozdrav do svita vas koji v međuvreme se vključivte i uživo sledite našta programa. Продолжуваме со утринскиот текст и со соодветен коментар. Денеска утринскиот стих го наоѓаме во книгата Проповедник, 12 глава, 13 стих. Еве како гласи денешниот текст. Да го чуеме завршниот збор за се. Бој се од Бога, исполнува ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за
човекот. Пред да бидат положени темелите на земјата, бил направен завет дека сите кои ќе бидат послушни, сите кои со помош на обилната благодат која им е ставена на располагање ќе станат свети по карактер, кои прифаќајќи ја таа благодат ќе бидат без мани пред Бога, ќе станат Божји деца. Тој завет направен од вечноста му бил даден на Аврам стотици години пред Христовото доаѓање. Со каков интерес и со каков интензитет Христос, додека бил во човечко тело, го проучувал човечкиот род, да види дали неговите припадници ќе искористат предноста што им ја нуди заветот. Во своите учења, Христос покажал колку се далекосежни начелата на законот изговорени на Синајската планина. Тој живо го представил тој закон, чии принципи остануваат за секогаш најголем стандард на праведноста, стандард по кој ќе се суди во оној голем ден кога судот ќе седне и книгите ќе се отворат. Тој дошол да исполни сета праведност и како глава на човештвото да му покаже на човекот дека и тој може да го прави истото, угодувајќи на секоја одредба на Божите барања. По мерка на неговата благодат со која го снабдил човечкиот посредник, никој не мора да го изгуби небото. Совршенството на карактерот е достижно на секој кој се бори за него. Ова ја прави самата основа на новозаветното евангелие силна. Законот на Јехова е дрво, евангелието е мирисни цветови и плодови кои тоа ги носи. Божиот закон е препис на Божиот карактер. Тој е олицетворение на начелата на Божиото царство. Оној што одбива да ги прифати тие начела, себе си се става надвор досегот на Божите благослови. Славните можности укажани на Израел можеле да се остварат само со послушност кон Божите заповеди, истото совршенство на карактерот, истата полнота на благословите на умот, душата и телото, благословите во домовите и полињата, благословите во овој живот и во животот што ќе дојде, можеме да ги уживаме само ако сме послушни. Да не го намалуваме стандардот, туку да го држиме високо издигнат, гледајќи на оној кој е зачетник и извршител на нашата вера. Еве тоа беше утринскиот текст за ово утро, почитувани гледачи, што го прочитавме од книгата на Мудриот Соломон, проповедник, 12 глава, 13 стих. Да го чуеме завршниот збор за се бои се од Бога, исполнува ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Наистина, насекаде постојат правила, насекаде постојат закони и во Вселената, самата Вселена се раководи по некои норми, по некои принципи и правила. Постои правила и во собраќајот, мора да се почитуваат за да бидеме безбедни, така да постои овој морален закон кој Господ го дал за регулирање на односно човек со човек и човек со Бога. Така да, еве овие пораки кои денеска ги прочитаме, овде вели дека Исус покажал дека тие пораки се, односно начела, далеко сежни, изговорени во законот на планината Синај. Знаеме дека самиот Исус ги напишал 10 заповеди со својот прст. Сета Библија е пишувана од страна на човекот, меѓуто само на 3 места пишувал Бог со својот прст. Тоа е едно од местата кој ги дал 10 заповеди. Втор пат Бог пишувал на оној зид за време на оној голем цар во Вавилонското царство, Валтацар, кога видел рака невидлива, односно само писмото како се пишува над зидот, дека неговото царство е изброено и му дошол крајот. Мене текел у фарсин, твоето царство е изброено. И во една прилика Исус пишувал во Новиот Завет, кога една жена била донесена пред него, со цел да биде обвинета, Исус да изрече пресуда, и тогаш Исус ги напишал тие гревови на оние кои ја оптужувале жената дека е грешница и вели: жено, каде се тие што те оптужува? Па ги нема, затоа што тие се посрамиле и ја напуштиле жената. Како и да е, нека Господ ни помогне да тие морални правила бидат дел од нас, кои ќе го регулираат нашиот однос према луѓето и да бидеме навистина онака како што Господ бара од нас. Овие текстови, почитувани гледачи, може да ги читате во Библијата. Ако немате Библија, ние ви нудиме како, еве,
утринска програма на сите вас кои имате потреба од Свето писмо, пишете ни, а ние ќе ви возвратиме со бесплатен примерок на Стариот и на Новиот Завет. Имаме и Нови Завет и така да покажете интерес и напишете ваша порака, ние ќе ви спратиме на ваша домашна адреса. Исто така, за која секунда ќе видиме рекламата на Дописната библиска школа, значи тоа е онлайн Дописна библиска школа, библијата зборува.мк. Има повеќе курсиви и затоа еве сега да ја видиме оваа реклама, потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсиви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Во рубриката да ги запознаеме библиските пророци, овутро ќе кажеме неколку реченици за пророкот Еремија. Тој е еден од поголемите пророци, кога велам поголемите, книгата негова е поголема, така да имаме 52 глави во неговата содвета книга. Еве имам овде отворено, книга на пророк Еремија. И навистина пророк Еремија живеел во едно специфично време. Вели овде, Бог го повикува Еремија: ми дојде Господовото слово пред да те вообликувам во мајчината утроба. Јас те знаев пред да излезеш од мајчината утроба, значи пред да се родиш, јас те посветив за пророк на сите народи те поставив. Ах, Господи, рекол Еремија, Боже, ете јас не знам да зборувам, дете сум. А Господ му одговори: не зборувај, дете сум, туку оди кај оние кај кои ќе те испратам и речи им го сето она што ќе ти го наредам. Не бој се од нив, зашто јас сум со тебе, за да те избавам, говори Господ. Значи, пророк Еремија, или како го нарекуваат во православниот свет, во христијанството, светиот пророк Еремија, живеел некаде во 6 век пред Христа. Значи 6 века пред да се роди Исус Христос. Роден е во малото село Анатот, во близина на Ерусалим. Уште како дете го слушнал гласот на Бога, кој му одредил да биде пророк, како што и читавме уште пред да се роди, вели: јас те одвоев, јас те познав, јас те препознав и те посветив да бидеш мој пророк. Еремија не сакал да биде пророк. Се оправдувал со тоа што бил се уште мал, но не можел да ја одбие Божјата заповед. Така од 15 години станал пророк. Значи, во раната младост тој почнал да му служи ревно на Господа. Многу од неговите предскажувања се остварили уште додека бил жив. Поради тоа што предскажал многу несреќи за еврејскиот народ, имал многу непријатности. 3 пати бил затвореник, а животот го завршил со каменување од неговите сонародници. Еремија на евреите им предскажал 70 годишно робство во Вавилон и навистина вавилонскиот цар Навуходоносор наброго го нападнал Ерусалим, го разурнал, го покорил, а многу народ зел во робство. Меѓу оние кои го оплакувале разурнатиот Ерусалим бил и светиот пророк Еремија. И така настанала книгата Плаче Еремија. Значи, Еремија има 2 книги напишано, книга на пророк Еремија и книгата Плач на Еремија, што може да ја најдете веднаш после неговата книга. Значи, тоа се 2 книги. Плач Еремија, значи се жалеле, односно плачеле за разорнатиот град Ерусалим. Светиот пророк Еремија предскажал дека ќе се роди Исус
i ke nastradat mnogo deci. To го пише во неговата книга, дека тамо во Рама, вели, се слуша глас, мајките ги оплакуваат своите деца и нема кој да ги утеши. Нашиот народ, Еремија го празнува на разни начини. Така да, ете, во некои христијански заедници Еремија влегол како празничен ден. Како е да е, за Еремија може да читаме, во неговата книга е многу плодоносна, многу пророштва се дадени и сепак тој го пренесува апелот Господов, ако се вратат назад, Бог ќе ги благослови. Тука во 5 глава се назначени причините зошто Бог дозволил да народот влезе во робство, да биде поробен од страна на вавилонците. Пророчко видение на опсада на Ерусалим. Се е кажано однапред. И оние кои внимавале на овие пророштва не загинале во Ерусалим, на време биле евакуирани, на време излегле од градот во планините и останале во живот. Ерусалим и храмот ќе бидат разурнети. Еве, тоа е предскажено преку тие пророштва. Зошто? Затоа што народот Божи го нарушил, го пореметил тој завет, тој однос што го направил со Господа. И Господ едноставно се трга настрана да луѓето почувствуваат дека сами не можат да обстанат. Тој те предскажува суша, меч, глад, така да, кога ќе имате време, земете, прочитајте ја книгата до пророкот Еремија и ќе дознаете на голема вистина. Многу работи кои се предскажени за Исуса Христа, а се оствариле после тие 600 години, зашто ете 6 века пред Христа Еремија живел, пророковал и работел, но ради вистината што ја кажувал, ете бил убиен, каменуван од неговите сонародници. Еве, почитувани гледачи, толку денеска за ова библиска личност, книгата на пророк Еремија. Читавме делови од неа и кажавме кој бил пророк Еремија. Одиме повторно со песна и ќе се вратиме да ги проследиме и останатите рубрики од денешната емисија. Во рубриката да ја запознаеме Македонија, денеска ќе кажеме неколку зборови за едно мало градче, а тоа е Пробиштип. Тој град се наоѓа во источниот дел на Република Македонија, каде што е и самата општина, седишето на самата општина. Пробиштип е рударско градче или рударски град, бидејќи во неговата близина се наоѓа рудникот за олово и цинк Злетово. Покрај рударството во градот постои индустријски капацитет за производство на батерии и акумулатори. За време уште на бивша Југославија се произведува акумулатори во тој град, па еве до ден денес е задржан тој капацитет
odnosno proizvodstvo na akumulatori. Градот има некаде околу 10.000 жители, а општината околу 16, значи со околните села. Градот Пробиштип не постои како посебна статистика целина, туку бројот на неговите жители е добиен со збир на 3 посебни статистички единици, значи селото Пробиштип, единицата индустријска населба и приградската населба Калниште. Тоа се ја сочинува ова населба која се нарекува Пробиштип. Ова населено место е едно од постарите села во Злетовската област, чиј постанок датира од почетокот на 14. век. Почетокот на неговото настанување директно е поврзано со името на ова село. Имено настанувањето и името на ова село најверојатно се заснова и името на родот Пробиштипови, кои на тоа место имале свој имот, а тоа е времето кога овие краеви биле во составот на средновековната српска држава. Еве да кажеме неколку реченици да прочитаме од османлискиот период, кога биле турците на ова подрачје. Средновековното село Пробиштип најверојатно е во времето на Карпошовото востание, тоа се случило 1689 година, било раселено, а подоцна во него се населило не само македонско население, туку и поголем број на турци. Со ова се наметнува заклучокот дека во селото Пробиштип и немало староседелци, туку сите предци и жители на ова село се доселеници во него, доселени во текот на 14. и 15. век. На крајот од 19. век селото Пробиштип живееле, односно во него живееле 233 жители. Подоцна, во современата историја на Пробиштип е запишено дека кога се изградила новата рударско-индустријска населба, започнал нов живот во Пробиштип во 1937 година. Била изградена и електрична централа, се почнало со флотација на олово, цинковата руда и неколку стамбени згради за рударите. Денеска Пробиштип е едно убаво градче, иако на жалост, ради фабриките, ради рудникот за олово и цинк, често пати знаат да биде загаден околината и многу луѓе се иселиле токму поради загадениот воздух, но ако одете во тој крај, значи према Кочани, имате знак да се исклучите од главната магистрала према Пробиштип, а преку Пробиштип може да отидете и во Кратово, значи во другиот дел на Македонија, и ќе се споите со оној пат кој води од Скопје, односно Команово, Крива Паланка, Кратово, излегувате на таа магистрала и може да се вратите према Команово во Скопје. Еве уште некои информации да кажеме, дека во градот има и други народности, има турци, сега многу малку, значи скоро се иселени, има роми, нешто албанци еве нема, според ова статистика од 2002 година, власи има нешто, срби има прилично доста, бошњаци и други кои се декларираат како други народности. Како е да е, едно симпатично градче, мирно е, ако ве води патот, прошетајте низ градот, секако во последно време има изградено и други капацитети со кои градот се шири и луѓето ете живеат и во таа населба. Добро, еве толку за ова градче, за Пробиштип. Сега би сакал да ви прочитам нешто за здравствените совети за употребата на цвеклото. Сите знаеме дека цвеклото е многу хранливо. Зошто е важно да се јаде цвекло? Пазарите денеска се полни, Кавадрици денеска е пазарен ден, така да изобилуваат со овоше, односно со зеленчуци. Но дали знаеме што е тоа цвеклото и зошто го јадиме? Зошто се издвојува од останатите зеленчуци па и овоше? Зошто му се придава толку големо значење? На прво место бојата е специфична. Значи црвена боја која нема ниту еден друг плод. Бојата е резултат на билниот пигмент антосицијани, многу моќен антиоксиданс кој го спречува ширењето на туморите и го помага обновувањето на крвните клетки. Гледате колку е корисно
da se upotrebava, da se jadi cveklo. И јодот е на второ место во листата на корисните субстанции кои ги поседува цвеклото јод. А многу луѓе патат, нема доволно јод, и зато се става и во солта, или се јадат ореви и така натаму, но јод има ете и во самото цвекло. Благодарение на големите количини јод, цвеклото одлично се спротивставува на артериосклерозата и го забавува процесот на старењето на организмот. Благодарение на соединенијата бетанин и беатијан, овој зеленчук се наоѓа на самиот пиедестал во вистинска смисла на зборот е незаменлив. Токму тие соединенија ја помагаат размената на материите, го регулираат крвниот притисок, го намалуваат нивото на холестеролот во крвта, ги одржуваат исправни крвните садови, ја стимулираат работата на джигерот, жолчката и шелудникот. Најдобриот природен лек кој успешно помага во лечење на анемија е токму цвеклото благодарение на кобалтот кој помага во создавање на витаминот B12, кој од друга страна е неопходен за создавање на црвените крвни зрнца во крвта. Цвеклото превентивно делува против вирусни воспаленија, настинки и грип, а докажано е дека во голема мера ја намалува маснотијата во крвта. Цвеклото е верен пријател на човекот и на неговото здравје, кој ги задоволува дневните потреби за витамини и минерали. Токму поради тоа доволно е во текот на денот да се изеде една порција салата од свежо цвекло во комбинација со друг вид на зеленчук. Верувајте дека ќе имате многу повеќе енергија во текот на целиот ден. Ќе бидете многу поконцентрирани и ќе бидете полни со живост и ќе имате желба и сила буквално за се да правите одеднаш. Еве, тоа беа неколку совети за цвеклото. Купете денеска цвекло, може да се вари, да се прават разни сокови, но еве јас зборував денеска значи за корисноста на цвеклото. Еве, почитувани гледачи, тоа беа советите од полето на здравјето. Одиме со уште една песна и ќе се вратиме да ја последиме потоа и последната рубрика во ова денешна емисија. Na Golgotu, gdje Sina Božjega za sve loše i grehotu što učinio sam ja, zalud tuga srca moj, sve je učinjeno znam, za me život dade Bog, njemu predajem se sam, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam, i zbog grijeha tvog i moj, odbio je bolija, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam, i zbog grijeha tvog i moj, odbio je bolija, zalud tuga srca moj, sve je učinjeno znam, za me život dade Bog, njemu predajem se sam, za me život dade Bog, njemu
za to hvala sva, i zbog grijeha tvog i moj, podnio je boli ja, za me život dade Bog, njemu za to hvala sva, i zbog grijeha tvog i moj, podnio je boli ja, i zbog grijeha tvog i moj, podnio je boli ja. Evo nepovtorno, uživo, ja sledite programata na radio Glasna Nadešta. Emisija koja se emitova sveko jutro od ponedeljnik do petok v 8 časov i 30 minuti. Dojdeme do posledната rubrika za deneska, to je koga zbruvame za vrednosti i vjerodostojnosti na Biblията. Vi prenesував до сега инсерти или исечоци од книгата Археологијата и Библијата. Еве дојдовме до крај на ова книга, што може да ја набавите, значи Археологијата и Библијата од професорот Драго Обрадовиќ. Еве на крајот како тој ја заклучува ова книга. Всушност ние вчера читавме за еден град Аскалон и понатаму тој продолжува. Овој град е основан 1800 година пред Христа и уживал врвна слава некако токму во времето на Исуса. Според тоа, не можеме да тврдиме дека пророкот, пишувајќи го ова пророштво, можел да знае каква судбина му се заканува на овој град. Што ќе кажеме за овој случај? Дозволите ми да читам од Енциклопедија Британика, 14-тото издание. Денес гледаме само уште една ненаселена пустина долж морскиот брег 12 мили северно од Газа. Големите урнатини, кои деломно се издигнуваат од песокот, сведочат за минатата слава на тој град. Особено добро успева виновата лоза, инаку тој крај мошне плоден, маслинки се одгледуваат и мноштво други видови овошја. Да внимаваме добро што се кажува во енциклопедијата, која цел свет ја уважува за сегашната состојба на Аскалон. Во неа тоа место го се нарекува пустина. Пророкот 2500 години однапред во дух гледа во тоа што денес ние го гледаме со резерва, односно реално. И писателот на енциклопедијата и пророкот со исти зборови ја опишуваат состојбата на овој град. Од истиот извор сакам да го наведам следново. Во Аскалон се родил Ирод Велики. Овој град тој го украсил со прекрасни и величествени градби. Во времето на римјаните градот бил центар на античката мисла. Од 104 година пред Христа, повеќе од 2,5 века бил слободен римски град, дури станал и средиште на бископи. Значи, овде видовме како овој град многу векови откако било искажено пророштвото, постојано растеле славата и моќта. Во 636 година по Христа градот паднал во рацете на арапите. За време на крстосносните војни бил центар на југозападна Палестина. По 6 месеци опсада го освоил Белдвин III, значи уште 15 векови по објавувањето на пророштвото за неговата пропаст, овој град се уште бил силен. Следните 600 години биле време на стравоти и крвопролевања. Во 1270 година неговите тврдини конечно ги раздорнал султанот Бејбар, а неговото пристаниште го запалил, односно го затрупал со камења. Повеќе од 7 века Аскалон лежи во орнатини како вистинска слика на пустош и во него нема жива душа. Да предпоставиме дека Аскалон денес е град во кој цути живот, како на пример во Сидон, и дека пророштвото гласело обратно. Колку многу безбожниците и неверниците би се отимале за тој факт, за да се послужат со него како со оружје за побивање на вистиноста на Божјата реч. Но бидејќи исполнувањето на пророштвото целосно се согласува со проведението, бидејќи историските факти потполно се поклопуваат со она што го пророкол однапред, пророкот го кажал следново. Божјата реч вели:
не гасете го духот, пророштвата не ги омаловажувајте, се испитувајте за доброто се држите. Еве, почитувани гледачи, и денешното читање што ги имавме од ова книга покажува дека она што Библијата го прорекла, пророштвата се исполниле. И овој град Аскалон денеска не постои. Како бил убав, раскошен, центар на цивилизација. Меѓутоа, оно што пророкот го кажал, инспириран од Божиот дух, дословно се исполнило. Еве, дојдовме до крајот и на ова наша денешна емисија, почитувани гледачи. Пред нас е викенд, ќе бидеме слободни 2 дена. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, во понеделник, во исто време, на исто место, во 8 часот и 30 минути. Сакам да им честитам и роден ден на сите оние кои денеска ќе го имаат или го имаат веќе, ќе го прослават. Биете благословени, радувајте се на животот и биете среќни. На сите останати ви посакувам убав ден, биете расположени и секое добро од Господа. Довидување до понеделник. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.